ова е село Мечкуевци во Свети Николско. Според податоците од пописот, тука не живее никој, иако на пописот пред 20 години тука живееле 15 жители. Мечкуевци е едно од 207 села во Македонија кои се целосно иселени. Но во ова село во централно-источниот дел на земјава, оддалечено 13 километри од Свети Николе, состојбата на терен е малку поинаква. Во Мечкуевци сепак затекнавме луѓе. 55-годишниот Антонио Иванов по лична карта е жител на Мечкуевци. Тој вели дека го попишале на пописот кој беше спроведен лани во септември, а податоците беа објавени на крајот на март годинава. Јас сум единствен жител на село Мечкуевци од 2015 година и тука живеам. Сега од пролет почнат луѓе да доаѓаат, најмалку едно 10 до 15 има повратници. Во селото живее и неговата мајка и соседите Павле и Роксанда Ѓореви. Тие по лична карта се водат во Свети Николе. 77-годишниот Павле Ѓорев е роден во ова село. Потоа се иселил, но со почетокот на пандемијата на коронавирусот, тој и неговата сопруга се вратиле и живеат во Мечкуевци. Живеа тука додека бев помлад, да речеме на 18 години, имаше доста народ. Имаше сите овие у селото сега више пусто, се ѕиданици. Имаше куќи, имаше печеи, се семејства. Од секое семејство имало по 5, по 6 луѓе, деца, жени. Ние идеме тука идеме на школа у Мечкуевци до 4-то оделение. После тоа одеме у Немајинци, тоа е 4,5 километра далеко од тука далечина. Од наше село имало сигурно едно најмалку 40 деца. Иселувањето од селото почнало во 60-тите и 70-тите години од минатиот век. Луѓето се иселиле во блиските градови како Свети Николе и Штип. Ѓорев вели дека од селото потекнуваат многу лекари, стоматолози, воени лица, а имало и по некој министер. До Мечкуевци има асфалтиран пат, но во селото нема водовод. Мештаните велат дека има вода и со мала интервенција може да се направи резервоар и да имаат вода преку целата година. Во соседното село Немањици некогаш имало школу, ученици, куќите биле полни, но сега живеат само старци, вели 55-годишниот Ласте Манев. Жители нема жители, старци нека има околу 70 души жители тука. На времето било најголемо село во мислам, уопштина тука, најголемо село. А сега е катастрофа, сега е на нула. Нема школа, нема ништо, продавница нема ништо. Тој се занимава со земјоделство, чува крави и овци, како што чувал и неговиот татко, но вели дека младите не се заинтересирани да го наследат. Младите не сакат да чуват, не да се занимаваат, не сакат да дојдат да ги гледат, а не да чуват. Затоа сите бегаа по странство, тражат си подобри услови. Општина Свети Николе сега брои околу 15.000 жители, за 3.000 помалку отколку што имало на пописот во 2002 година. Во последните 10-15 години може да кажем дека нема човек што се вика во Свети Николе што нема бугарски пасош. Значи, тоа го користат само за да можат полесно да дојдат во некој од западните европски земји за да најдат парче леп. Овој тренд со жал мора да констатирам дека продолжува и се зголемува. Значи, има огромна диаспора на Свети Николчани во северниот дел на Италија, посебно во Лана, Мерано, Шена, и во последните неколку години и во Германија. Свети Николе се наоѓа речиси на средината на автопатот Скопје-Штип. Тоа што има автопат до главниот град и што до него се стигнува за половина час возење, не им донело многу бенефит, вели градоначалникот. Самиот факт дека индустријската зона Бунарџик е на 15 минути од Свети Николе, кој што е веќе готова нелик, каде што има индустријски капацитети, и Штипската индустријска зона која што е исто на 10-15 минути од Свети Николе, овозможи уште поголем број на луѓе да работат во соседните овие општини, да кажам Скопје и Штип, па и со тек на време и да се иселуваат и во Скопје и во Штип. Тој тренд, као што гледам, не верувам да се опре во догледно време.
По две децении официјално се потврди дека бројот на жители во земјава се намалил за повеќе од 185.000 луѓе, или колку две општини Куманово, која е најголема општина во Македонија. Пред 20 години во земјава живееле повеќе од 2 милиони луѓе, а сега нешто повеќе од 1 милион и 800.000 луѓе.